Ви посакувам добре дојде во 360 степени на јавниот сервис. Во просториите на Министерството за политички систем ќе разговараме со шефот на овој владин ресор и вице-премиер Артан Груби. Господин Груби, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам. Обично сте инспиративен соговорник, така што се надевам дека ќе имаме интересно интервју. Зависи од прашањата. И од одговорите. Чија е идејата Али Ахмети да биде кандидат за председател на државата на ДУИ? Идејата е на сите нас, затоа што сите ние посакуваме Али Ахмети да биде председател, затоа што сметаме дека државата го заслужува Али Ахмети за председател на државата. Кога велите сите нас, што значи тоа? На кого Сите мислите? гласачи на ДУИ, мислам дека огромно мнозинство. Имате ли таква можност сепак од името на сите да зборувате? Па сметам дека да. Тоа е потврдено во последните 22 години. Истото го посакувавме за Али Ахмети да биде и председател на владата. Дури заговаравме неколку негови најблиски соработници, членови на претставителството на партијата. Започнавме еден процес да го убедиме да биде тој првиот премиер албанец на владата на Република Македонија, но не успеавме да го убедиме. Сега пред Талат Џафери да стане. Да. Значи, имавме таква иницијатива, започнавме такви процеси во партијата, вклучително и премиерот Талат Џафери, како и други, затоа што сметавме дека тој е најзаслужен да биде премиер на владата. Но испадна дека тој ја дознал оваа наша иницијатива, како што знае се што се случува во ДУИ и во општеството. И пред нас излезе и го поднесе предлогот господинот Талат Џафери да биде премиер на владата. А како мислевте вие тој да биде без да му кажете? Па да го изненадиме на состаноци на партијата, на претставителството на партијата, со унанимно гласање, со акламативна одлука во органите на партијата, со тоа што би требало да ја прифати на крај. И сега но како неговиот ви оди авторитет сега убедувањето да биде кандидат за шеф на државата? Па тешко Прво, оди. зборувавте на партиски органи? Не, воопшто не. Не, воопшто не. Се уште неформално разговарате, значи. Да, апсолутно, се уште неформално, немало состанок за председател за определување на кандидат за председател на државата. Велите тешко ви оди. Знаете, неговиот став е јас сум мисионер и не сум функционер. Не сум во политичка партија, ниту во политиката за да добијам функција, туку за да мисијата ми биде успешна. И пред тој аргумент мора сите да се повлечеме, но ако прашате било кој член на ДУИ, било кој гласач на ДУИ, секако дека ќе се определи за Али Ахмети. Дали ова треба да го разбереме дека сега ни најавувате дека најверојатно Али Ахмети нема да биде кандидат за председател на државата, предложено од ДУИ? Немаме одлука, се извино, но верувам дека господинот Али Ахмети, од колку што го знам јас, ќе си остане на својата определба за мисија, а не за функција. Јас сакам да ве прашам дали има ДУИ многу кандидати кои што би можеле да ја истрчаат трката и да бидат многу успешни. Дали ова Ахмети да биде кандидат беше уште една приватна иницијатива на Артан Груби? Не. Знаејќи дека таа го допира силно егото на Али Ахмети. Не, апсолутно. А од друга страна сепак гледавте некои ваши лични интереси во тоа. Не, воопшто не. Не беше ниту идеја на Артан Груби воопшто. А чива идеја беше? Воопшто, на други луѓе беше идејата. Беше спомнато на еден неформален состанок како можност и дека ќе може да произведе огромна енергија во Демократската унија за интеграција и да повлече многу гласачи, секако дека ќе влија и на парламентарните избори 2 недели потоа. Дали со оглед на тоа што Армен Таравари е кандидат на опозицијската коалиција за шеф на државата, тоа ве става во малку непријатна ситуација? Не, воопшто. Таравари е незгоден противник, веројатно. Ние имавме, апсолутно не точно. Ние имавме разговори и со господинот Таравари, и индиректно и со албанската опозиција преку други луѓе, за да излеземе заеднички со еден кандидат, кој што би бил непартиски, кој што не би бил поддржувач на некоја партија или член на некоја од партиите, вклучително тука ДУИ, членовите на опозицијата и Алијансата за албанците, додека Таравари се уште беше претседател на Алијансата за албанците. И на тие разговори
останавме на последно. Но за жал тој дел од албанската опозиција и кога се приспои исто така и господинот Таравари, испадна дека ќе истрчат со целосно партиски кандидат, претседател на една политичка партија доскорошен, и отпадна сето тоа што го разговаравме претходно за да нема втор кандидат албанец, пошто сметаме дека многу штети на процесите во земјата по однос на европските интеграции. Добро, и сега ќе имате кандидат како политичка партија, ќе имате свој кандидат. Да. Добро, може да кажете некои имиња? Па многу имиња има во ДУИ, почнувајќи од потпредседателите, од секретарите на партијата, ветераните на партијата, дури и членови кои што не се, дури и кандидати кои што не се членови на ДУИ. Дали Бујар Османи може да биде кандидат? Бујар Османи би може да биде одличен кандидат. Го гледаме сега води кампања во диаспората. Не води кампања за претседателски кандидат затоа што не е разговарано, ниту е одлучено во политичката партија ДУИ, но ќе мора да се донесе одлука скоро, затоа што ако не се лажам на 23 февруари започнуваат собирањето потписи, кое што би требало да трае до 8 март. Така да, кај да е, неделава ќе дознаеме кој е кандидат на Демократската унија за интеграција и кој ќе биде победник во албанскиот блок, со можност исто така да се кандидира, да помине во вториот круг. Тоа значи дека Стево Пендаровски во првиот круг не може да се надева на поддршката на ДУИ. Точно. А Стево Пендаровски е кандидат? Се уште не. Да. Кога ќе се знае дефинитивно кој ќе биде претседателскиот кандидат на ДУИ? Неделава, значи на 23 тоа е петок, започнува собирањето на потписите, треба да се организираат минимум 10.000 луѓе кои што би требало да се пријават во канцелариите на Државната изборна комисија, да се потпишат за кандидатурата, така да сметам дека неделава ќе го имаме претседателскиот кандидат на ДУИ за претседателските избори на 24 април. И каков резултат очекувате во првиот круг од претседателските избори? Рековте ќе има шанси можеби да помени во вториот круг, тоа е веројатно тешко. Колку, да речам, ајде од овде да почнеме, колку гласачи албанци очекувате дека ќе гласаат на овие избори? Воопшто? Мислам дека 200.000. 200.000. Да. Тоа е прилично ниска бројка, така? Да. На некои избори одело и над 250.000. Добро, од тие 200.000 колку би добил кандидатот на ДУИ, да речеме, во првиот круг? Согласно анкетите, 52% од тие 200.000 одат во Демократската унија за интеграција. Значи, апсолутното мнозинство на албанските гласачи гласаат за Демократската унија за интеграција. А 48% за опозицијата? Оти тогаш е многу тесно. Ама опозицијата вие сметате само една и заедничка, така? Да. Не е така. Збориме дека има и други политички партии, ДПА, партијата на господинот Хоџа, господинот Зеид Реджепи, пратеник од партијата на Зијадин Села, и не се води анкета по однос на тоа дали би гласале заеднички за овие 3 или 4 или 5 партии кои што се дел од опозицијата, обединета опозиција, така наречена, затоа што едната ниту не постои, ниту е регистрирана. И нејзиниот претседател, да речеме премиерот на Република Косово, вели не сме дел од било каква коалиција и не учествуваме на овие избори и немаме политичка партија, а гледате во јавноста они се представуваат дека и они се дел. Од 200.000 во апсолутни бројки, колку очекувате дека ќе освои вашиот кандидат? Секако над 100.000. А Таравари? Таравари, нивниот кандидат на минатите избори, кој што беше осамен, единствен албанец кандидат и зема гласови дури од ДУИ, затоа што беше албанец и предпочитаа луѓето да гласаат, гласачите да гласаат за албанец кандидат. На последните претседателски избори зема, ако не се лажам, 79.000. Во овие услови денеска, не знам, можеби 50 на 60.000 гласови. Добро, а другите 40? Другите 40 албански? Па има и други кандидати. Македонци ќе бидат во првиот круг. Па ја чув дека и Алијансата за албанците ќе има свој кандидат. Да. Вие со нив не се договарате за заеднички настап на парламентарните избори? Не, нема такви разговори со нив. Што се случи со Европскиот фронт? Значи, се распрсна, како меурот сапуница, исчезна сега од реториката. Вие бевте еден од најгласните. Да, така е, точно е. И започнавме кампања на терен, ако се сеќавате, имавме собири со луѓето во Тетово, во Гостивар, одевме по села, по градови,
да ги убедиме луѓето дека Европскиот фронт е тоа што и треба на нашата земја. Разговаравме со нашиот коалиционен партнер СДСМ своевремено, тоа пред можеби поише од една година, кога ја отворивме темата и за заеднички листи со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, исто така и со Алијансата за албанците, а разговаравме и со алтернатива која своевремено беше дел од владата. Во тие разговори не идовме на голема готовност од страна на овие коалициони партнери, зборувам за на почетокот пред повеќе од година дена, кога ја отпуснавме цела оваа кампања, но како што одминуваше времето, се убедува и станува дел од наративот за Европски фронт, затоа што се соочуваме на овие избори со атмосфера која што како да е поделена со нож. И сега СДСМ сака заеднички листи, а вие не сакате. Зошто? Сега ние мериме дали сакаме, дали е добро за државата, дали е добро за ДУИ, дали е добро за СДСМ, за Алијанса за албанците и за другите политички партии, да имаме заеднички листи, да настапиме и дали тие заеднички листи би имале повеќе од 61 пратеник во собранието. Мислам дека тоа е невозможно, јасно ви е. Евентуално можеби таа заедничка листа може да се бори да има еден мандат повеќе од ВМРО ДПМН, па да го добија мандатот утре за формирање на влада. Инаку дека до 61 може да стигне, мислам дека тоа е невозможно. Ако работевме од почетокот пред една година, ќе беше многу повеќе од 61. На последната анкета која што ни беше представена, Европскиот фронт составен од СДСМ и од ДУИ беше 4% пред ВМРО ДПМН на анкетите, но тоа не се преведува во 61 плюс мандат во собранието, така да вашата констатација е точна во тој дел. Сега ќе почнеме со нов циклус на анкетирање. Ако утре има избори, до која одлука сте поблиску? Да одите сами или да одите на заеднички листи? Во моментов расположението во ДУИ е разговори со други коалициони партнери, велам партијата на господинот Хоџа, на господинот Тачи, на господинот Реджепи Зејд и на други општествени чинители, додека со СДСМ имавме состанок пред 10 дена, заедно со председателот на СДСМ господинот Ковачевски, и мислам дека би требало да имаме состанок и неделава, деновиве што се пред нас, да видиме какви резултати покажуваат нивните анкети и какви резултати покажуваат нашите анкети, за да видиме кој е најдобриот начин да се настапи. Вие лично ќе бидете ли дел од кандидатските листи? Не. Зошто? Затоа што не сакам. Ако ова што го работите е добро, Да. а така велите дека е добро, зошто тогаш да не одите на избори да го валоризирате тоа добро во гласови? Затоа што сметам дека многу поголем придонес можам да дадам позадински, работејќи во изборниот штаб, сега сум веќе член на Републичкиот изборен штаб, работиме секојдневно на тоа и сметам дека ДУИ има доволно капацитети кадровски за да има бројки кои што и луѓе кои што би ги исполниле листите за пратеници во сите 6 изборни единици. Има луѓе и за извршна власт, има луѓе и за локална власт, има луѓе и за претседателски избори, така да сметам дека многу повеќе луѓе треба да бидат вклучени во процесов за да биде успешен. Дали ова признание дека сепак не сте многу популарен и меѓу гласачите албанци, ова што нема да одите на листа? Не верувам дека е тоа причината, затоа што прво не е мерено, второ, знаете, јас сум учествувал на избори, не ми е прв пат. Сум бил кандидат за пратеник два пати сум бил пратеник, сум учествувал во кампањата за градоначалник на град Скопје, каде што никој по мене нема земено повеќе гласови, 31.000 гласови земав во изгубена битка за град Скопје, затоа што сите знаат дека албанец или член на албанска политичка партија не може да биде градоначалник во град Скопје. И во таа изгубена битка со минимум кампања добив 31.000, која што ја нема повторено ниту еден кандидат од Демократската унија за интеграција. Партиите на албанците на колку мандати може да сметаат на овие парламентарни избори? Зависи. Ако беше Европскиот фронт помеѓу ДУИ, Алијанса и други политички партии, јас сметам дека помеѓу 23 и 25 би имал овој фронт
иако колегите во владата од Алијанса за албанците сметат дека дури и повеќе би имало. Секако повеќе од 2/3 од гласовите ќе беа концентрирани. Сега, како што стоиме, согласно последните анкетирања, сметам дека дуи ќе земе повеќе од половината од пратениците во собранието кои што се од албански политички партии. Лицитираме со бројка 15, 16, 17 пратеници, додека другите политички партии ќе си ги поделат другите. Предпоставувам, со ваква поделба на гласовите би имало 23-24 пратеници албанци во собранието. Тоа е многу малку. Многу помалку од сега. Да. Но СДСМ, ако не се лажам, имаше неколку албанци во своите листи. 3 или 4 пратеници албанци има во својата листа. Мислите дека тоа на некој начин може би помалку вештачки го подигна бројот на пратеници албанци во собранието вештачки реално. 2020. Но имаше членови од ДУИ кои што од БЕСА кои што беа албанци плюс и Мухамед Закири беше пратеник, господјата Белкиза пратеник, имат господинот трета изборна единица исто така кој што е пратеник албанец. Уште еднаш да ве прашам околу формацијата со која што би настапиле на парламентарните избори. Велите со СДСМ уште еднаш ќе разговарате, ќе видите дали може да се најдете, а со Алијанса за албанците ова што остана со села? Не верувам, гледајќи ги ставовите на нашите колеги во владата. Они би сакале да излезат самостојно на овие избори, дури со нивен председателски кандидат, ако сепак нивните најави остана такви како што беа планирани. Дали тоа значи дека на Таравари делумно му успеа тоа на што работеше, ја подели Алијанса и практично сега ја одврати Алијанса од тоа да соработува со вас евентуално во предизборна коалиција на парламентарните избори? Ако ги слушаме говорите, ја ги слушав говорите на нивниот конгрес вчера на Алијанса за албанците, тоа му исуја на господинот Мицковски, а не на господинот Таравари, затоа што согласно говорите што ги чув вчера дека ова е сосема план кој што бил во најава и искажан во медиумите од страна на председател на ВМРО ДПМН Мицковски да ја подели Алијансата во два дела и дека господинот Таравари ќе се построи позади господинот Мицковски во ВМРО ДПМН. Алијанса на села на колку пратеници ја проценувате на овие избори? Тоа што го видов на конгресот беше масивен. Тоа што го знам по однос на информациите кои што ги споделуваат членовите на владата е дека апсолутно мнозинство, значи повеќе од 2/3 од партијата е построена по господинот Села, а не по господинот Таравари, кој што може да се надева на поддршката на 2,5 ограноци од страна на сите ограноци кои што ги има Алијансата за албанците. Какви се според вас варијантите за формирање влада по изборите? Ќе биде многу интересно. Нема да биде лесно. Ние, господинот Ахмети, јасно кажа во јавноста дека имаме црвени линии на овие избори, како што имавме и претходно додеше, затоа што тоа беше усвоено како резолуција во конгресот, последниот изборен конгрес на ДУИ, дека нема да коалиционираме со било кој што го спори Охридскиот рамковен договор, било кој што го спори Преспанскиот договор и било кој што го спори добрососедскиот договор со Република Бугарија, или пак дека со тој што нема да ги усвои или да гласа за уставните измени согласно овој добрососедски договор. Сега ова последно како го поставувате, како услов? Услов, предуслов, како не знам, временски ќе го орочувате, нема да го орочувате? Значи разговараме во моментов дека не знам дали се сеќавате, ако не се лажам, тоа беше во 2011 година, кога некои тешки одлуки се донесоа пред да се формира владата од страна на собранието, како законот за амнестија, автентичната интерпретација на законот за амнестија, како законот за јазик и трета одлука имаше, но не се сеќавам во моментов. Истото да се повтори сега, пред да се формира било која влада, да се конституира собранието. Точно. Нема да имате време за сите три гласања, можеби да се отвори првото гласање, да се отвори, односно да се донесе. Штом се отвори првото со 80 плюс гласови, значи веќе е определено. Нема да има. И вие ќе инсистирате пред формирањето влада да такви размислувања има во ДУИ, такви размислувања има во албанските политички партии. Села тоа отворено го кажа.
па и господинот Ахмети го има кажано. Не знам дали го има кажано во јавноста, но секако го има кажано. И тоа е директно или индиректно разговарано исто така и со членовите на делот албанската опозиција составена од деривати на ДУИ. Иако има разлика, ако се влезе во анализа на ставовите, ако се споредува ова што сега вие го зборувате, ова што Села го зборува, вие велите и Ахмети отворено го зборува и тоа што да речеме Билел Касами го кажа во едно од претходните изданија на 360 степени, прашан околу ставот на ВМРО ДПМН за тоа дека ниту сега, ниту утре под овие околности не би гласале за уставните измени. Касами рече тоа е коректен став, бидејќи тие, мисли на ВМРО ДПМН, сметаат дека Северна Македонија се договорила со Бугарија без да има поддршка и целосна легитимност од граѓаните за еден толку важен договор. Касами верува дека ќе биде возможен нов договор за спроведување на презамените обврски, зборува за динамиката на презамените обврски и вели за обезбедување дополнителни гаранции. И само уште една реченица ќе ви цитирам. Јас верувам дека многу полесно ќе се спроведат уставните измени во една комбинација на македонската и албанската опозиција, бидејќи тогаш ќе биде полесно спроведлив тој договор. Значи, ова на господинот Касами му е напишано во изборниот штаб и во штабот на ВМРО ДПМН. Он го научил напамет и го кажува, затоа што е идентичен со ставот на господинот Мицкоски и на ВМРО ДПМН. А тогаш вие со кој дел од опозицијата зборувавте? Не со Касамиот и претходно рековте дека за вашиот став уставните измени да се отворат пред воопшто да се формира влада, откако ќе се конституира собранието, сте зборували со дел од опозицијските партии на албанците. Со кого разговаравте на таа тема? Со сите тие членови Па зашто Касами тогаш го зборува? Па затоа што, како што ви кажав, се што го изостуваат од уста, се што го пишуваат како соопштение, всушност пишано во штабот на ВМРО ДПМН. Исти ставови, иста политика, исто размислување, ист начин на делување и сето тоа е координирано од претходно. Значи, ја ви кажав дека имавме напори за заеднички да имаме став на тоа дека ќе инсистираме уставните измени да бидат направени пред да биде формирана новата влада после изборите на 8 мај. До каде сме стигнале, се уште не знаеме, затоа што имаме вакви ставови различни од тоа што се зборуваат по состаноците и помеѓу себе, и со меѓународната заедница, и пред нивните гласачи, додека во јавноста се представуваат како портпароли на ВМРО ДПМН. Ако го имаме предвид овој став на Касами, ставот на ВМРО ДПМН е под предпоставка дека ВМРО ДПМН ќе биде партијата која што ќе освои најмногу мандати на изборите на 8 мај, ќе го добие, да речем, мандатот за да се обиде да формира влада, тогаш еве, ако јас сум во позиција на мандатар, веројатно би се определил за опозицијските партии на албанците, а не за ДУИ. Особено ако бројката на ВМРО ДПМН плюс таа на албанската опозиција надминува 61. Да. Би се определил за изолација, велите. Би се определи за уште еден вициозен круг од 15-20 години за граѓаните и за Република Македонија. Ке кажат тие, ке им дадеме шанса на ВМРО 6 месеци да пробаат да направат тоа што мислат дека можат да направат во оваа смисла. Таа теорија е повторување на тоа што го направија од 2006 година ВМРО ДПМН, но мислам дека има во ВМРО луѓе кои што имаат институционална меморија и знаат дека тоа е грешка, затоа што тогаш направија таква грешка, не им опстои владата ниту 14 месеци и беше приморана да оди на предвремени избори, каде што тогаш ВМРО ДПМН доби 61 пратеник, ако не се лажам, и ДУИ 18. Ова значи дека сега се ја препорачувате ДУИ за партнер на ВМРО ДПМН и утре? Не реков воопшто така. Реков дека они така размислуваат за да направат коалиција на која што после 8 мај нели знаат дека е апсолутно нефункционална, неодржлива, дека не е во интерес на државата, но со една единствена цел, тоа е наводно да испратат ДУИ во опозиција и да предизвикаат предвремени избори заедно со локалните избори во 2025 година. Па тоа политички не е лошо сценарио за ВМРО и за опозицијските партии на албанците? Лошо сценарио за државата. Лошо сценарио за граѓаните. Ке влеземе во така наречено бугарско сценарио со повторување на избори и изборни циклуси додека губиме европска перспектива.
Оваа година е изборна година во скоро цел свет. Така, а претежно во Европската Унија и во САД. Па таман тоа може да им купи време на новите власти. Да велат да почекаме, нека се конституираат новите власти во Европската Унија, да видиме кој ќе биде председател на САД. Колку граѓаните наши имат време да останат во статус кво и да не напредуваат, затоа што статус квото е регрес, а не е прогрес. Ама ние 32 години сме во алтернативното сценарио. Не сме баш 32 години, сме во вициозен круг од некои 15-20 години од 2006 до 2017 година, па 2019 се зачленивме во НАТО и граѓаните треба да ценат кој носи храбри стратешки одлуки за државата, а кој се храни на национализам и изолација на државата за добивање на избори. Тоа го имавме од 2006 до 2017, каде што граѓаните се заплашува од непостоечки стравови од грците, од албанците, од бугарите, од србите, само за да владеат внатрешно и да добиваат гласови врз основа на плашење, застрашување на гласачите. Ние велиме обратното. Ние се охрабруваме, им кажуваме дека мора да се направат уставните измени ако сакаме да влеземе во Европската Унија. Со уставните измени ништо лошо не се случува на Република Македонија, како што не се случи ниту со албанскиот јазик, ниту со универзитетите, ниту со правичната застапеност, ниту со албанец премиер. Ете, а Македонија опстои. Така и со еден албанец премиер. Денеска сме заедно тука, говориме на македонски. Господин Талат Джафери ја представува државата, ќе има избори, ќе има и нова влада. Ништо лошо нема и се случи на државата од силни, одлучни одлуки за европска иднина. Се надевам дека граѓаните нема да дозволат уште еден вициозен круг кој што ќе не одвои од Европската Унија уште 20 следни години. Колку по вас е веројатна влада на ВМРО ДПМН и ДУИ по изборите? Зависи. Значи, ако ВМРО ДПМН ги изгласа уставните измени пред формирањето на влада, зошто да не? Ако се реформирала доволно, ако е европски ориентирана, ако докаже дека е подготвена да жртвува од својот така наречен рейтинг за доброто на државата, како што го направи СДСМ во минатото, тогаш да заслужува шанса. Но, ако остане на тој став дека ниту пред, ниту потоа, ниту на следни избори нема да има уставни измени, тогаш што би барала ДУИ во една таква влада или во влада со партнер кој што гледа алтернативни решенија на Европската Унија. Во ДУИ нема алтернатива. Нема алтернатива Европската Унија, НАТО и стратешкото пријателство со Соединетите Американски држави. Не може да се најдеме себе си во партнерство со левица, со Јанко Бачев, со проруски сили во државата или проруска агенда во државата. Затоа ви велам се Добро, зависи. Колку по вас е можна широка некаква коалиција по избори? Ако тоа е цената за Европска Македонија, ние сме подготвени тоа да го направиме. Значи тоа го кажавме јавно, господинот Ахмети излезе и кажа дека сме подготвени сите да дадеме оставка, да се повлечеме од влада, да не бидеме дел од владата, да поддржиме таква влада само под услов да се изгласат уставните измени. Тоа што значи? ВМРО ДПМН е СДСМ, вие и кој друг? И било кој да е, само да се партии изгласа. на албанците? Било кој да е, дури да не биде ДУИ дел од тоа, само да се изгласат уставните измени, ние сме подготвени за тоа да се жртвуваме, дури ако сме победници, а ќе бидеме победници на следните избори, само да се изгласат уставните измени. Во контекст на добрите демократски практики, зошто не се менува изборниот законник? Ние дадовме поддршка за сите препораки на ОДИХР и на ОПСЕ, но за жал нема поддршка од другите политички партии во собранието. Денеска нека го стават изборниот законник, ние ќе го гласаме како демократска СДСМ рекоа исто дека би го поддржале. Да. Прашајте во ВМРО ДПМН. Што мислите вие Затоа што мора консенсуално да се донесе, да не воспоставиме практика на надгласување во изборниот законник кој што ги определува правилата за сите. Дали главната кочница е предлогот да се укине плаќањето на предизборните реклами од пари од државниот буџет? Не е воопшто. Вие и тоа го поддржувате? Не, воопшто. Не беше во препораките?
Не во препораките на ОПСИ и ОДИХР не беше, но имаше една работна група кај Лога која што работеше, таа излезе со еден Да, но предлог. таа не беше усогласена со сите политички партии, така да ние сме сите бевме усогласени за усвојување на препораките на ОПСИ и на ОДИХР, додека плаќањето на изборите, на рекламите мора да се отвори поголема, поопшта дебата, а не на еден месец пред избори, сметам јас, и да се оневозможи сива економија во изборите и корупција на политичките партии, на Вака медиите. има злоупотреба на јавни пари одат кон кон кластери на портали блиски до политички партии. Па и блиски Тие се до јавни. вас. Тие се јавни, значи граѓаните го гледаат тоа каде одат тие пари. Тука нема криење на тие пари. Значи јавно си одат од сметка на партијата во сметка на 360 степени, на не знам, плюс и на други портали, на албански јазик, на медиуми, на телевизии. Тоа го следат граѓаните и после цена дали овие злоупотребили или не злоупотребили за да купат влијание, условно кажано. Ама што имаме фајде? Еве имаше извештаи после последните избори Тоа е дека политика. имаше концентрација на пари Има ли кон незаконство во кластер. тоа? Да речеме. Нема, ама Например, зошто не се Зошто би откажете ги за да платиле не се ние, зошто би злоупотребуваат платиле јавни пари? реклама во таа руската телевизија во нашата земја? Не би платиле реклама. Или зошто би платиле реклама во некоја телевизија која што воопшто нема влијание или е сосема определена против политиките на Демократската унија за интеграција или Европската унија? Зошто би ги плаќале тие пари таму? Некој не вели да плаќате, јас велам зошто таму кај што ќе решите да се рекламирате тоа да се плаќа од државниот буџет. Тоа е прашањето. Затоа што на тој начин се елиминира корупцијата и Ама сивата се покажа економија. дека не се елиминира. Како не? Па се покажа Тоа се дека јавен процес. јавен, Транспарентен, да. ама парите ги делат, како се вели, партиите ги делат парите до медиуми што ги Па, сметаат за например, своји. Демократската унија за интеграција, ако видите кој е импактот на македонските телевизии на македонски јазик во албанското гласовско тело, и ние тоа го мериме, така? И гледаме кои наши гласачи, кои медиуми ги следат, Не е тоа кои прашањето, портали ги ве гледат. разбирам, ве Да. разбирам. Не е тоа прашањето, но добро. Сега сакам на една од можеби вашите омилени теми, лотарија, игри на среќа. Зошто е била моја? Па често Омилена. зборувате на таа тема, гледам дека сте и добро упатен. Значаен дел и од одлуките кои што се носени го имаат вашиот подпис. Знам дека при тоа велите дека сте вие еден од алтернативните председавачи соседниците на влада и дека е причината тоа, но еве сакам за еден аспект што мислам дека не е многу зборуван. Тоа е членот 7 став 3 од законот за игри на среќа и дали практично критиките кои што стигнаа на адреса на председателот Пендаровски за непотпишување на указот за прогласување на предлог измените на законот за игри на среќа, всушност воопшто не е поврзано со вашата наводна грижа за оддалечување на обложувалниците и казината на 500 метра од училиштата, туку за легализирање на одлуки кои што веќе се донесени на ниво на влада. Добро. Значи, моето прашање прашање е дали тоа што сте му лути на Пендаровски воопшто нема врска со оддалечувањето на казината и на обложувалниците на 500 метра од училиштата, туку вашиот интерес е фокусиран на членот 7 ставот 3. Не е точно воопшто. Прво, предлагач на законот за игри на среќа е Министерството за финансии и владата на Република Северна Македонија. За било кои технички прашања по однос на тој закон, обратете се во Министерство за финансии и во Собранието, затоа што нит сум го спремал законот, нит сум учествувал во спремањето на законот, нит ги знам деталите од законот, затоа што тоа не е моја работа, тука е работа на Министерство за финансии. Ние на изборите во 2020 година, освен главното ветување за прв албанец премиер во Република Македонија, ни беше и законот за игри на среќа и оддалечувањето на повеќе од 1000 метри на казината и обложувалниците од основните и средните училишта, како и од црквите и од џамиите. Тоа ни беше главно ветување, направивме изборни спотови, ги емитувавме на телевизиите. Имате една реченица во изборната програма. За тоа? Да. Имаме неколку спотови направено за тоа. На секоја анкета сме го мереле тоа прашање.
наше внатрешно, затоа што е многу сензитивно и имаме неколку средби со Здруженијето кое што е антикоцкање со седиште во Тетово и многу активно организираше неколку протести и им ветивме дека ќе се залагаме за тој закон во кој што јас искрено верувам. И сакам да се тргнат и обложувалниците и казината од центарот на градот, од близина на училиштата, па дури и верските објекти, затоа што секој втор дуќан во главниот град и во сите наши градови се или казина или обложувалници и ја би поддржал дури и целосно нивно укинување. Ние би гласале и за нивно целосно укинување во државата, како што тоа се деси и во Албанија, како што се деси и во Косово. Лути сме на председателот. Да. Стево Пендаровски, тоа ви беше прашањето, затоа што е апсолутно непринципиелна одлуката. Има подпишано стотици закони кои што се усвоени со европско знаменце од страна на владата и предложени до собранието, усвоени во собранието, вклучително и последниот кривичниот законник за кој што имаше огромни критики во јавноста. Тој го подпиша без ниту еден апсолутен коментар. А тука вели дека прв пат имало пред носењето реакција од Европската унија. Не е точно. Реакции ќе ги извадиме и ние и вие, еве направите еден факт-чекинг и ќе се видите колку реакции имало од Европската унија за претходни закони кои што сме ги усвојувале. Па законот за јазик го усвоивме со европско знаме. Добро, тогаш како зборувате воопшто за тоа дека сте проевропска партија, на толку јасни, експлицитни препораки од Европската унија, вие велите, ама тргнете ги тие на страна, не важат. Рекоа, немаме никаква забелешка по однос на содржината. Рекоа дека процедурата во која што се носи, Министерството употребата на европското знаме не соодветна. Нашата директива од Европската... Значи, манипулирате препорака, со зборот директива, не е нашла директива. Препорака. Препораките се од 2014 година. Добро, нашла препорака од Европската унија, за да не манипулирам, и ја транспортирала во тој закон, кој што е усвоено од страна на владата и пренесено во знаете, препорака не е европско аки. Тоа го знаете. И тоа на што забележува Европската унија е дека без постоење на ки, вие ставате европско знаме и при тоа наоѓате некакви препораки од пред 10 години за наводно да ги оправдат измените европското знаме. Ние знаеме, долго време сме студирале заедно и не ви личи иронијата доколку знаете или... Не реков, вие добро знаете. Вие добро се извинувам. Ја ве чув доколку знаете. Добро. Не. Вие добро знаете. Добро, јас се извинувам, повлекувам. По однос на другото прашање. Вие добро знаете дека препораките не се аки. По однос на тоа дека господинот Пендаровски, јас сметам дека е ставен во заблуда од неговите советници и блиски соработници по однос на непотпишувањето на тој закон и дека е апсолутно во грешка затоа што ги видовте реакциите кај граѓаните. Имаше анкети кои што велат дека господинот Пендаровски промашил целосно, ваков беше наративот во анкетите кај што граѓаните се изјаснува, тоа го видов на телевизија, не по портали, не на Facebook. Па знам дека тоа ќе беше следно. Да не сте ги нарачале вие анкетите. Да? Своевремено, знаете како ВМРО-ДПМН ги носеше тројца-четворица пред еден микрофон да дадат одговори на претходно познато прашање, потоа ги дистрибуираат како анкета. Значи, ние тоа прашање го мериме 4 години. 4 години. Тој закон е усвоен пред 2,5 години. 2 години ВМРО-ДПМН го блокираше. Дозволете, еве, малку да полемизираме околу ова и да ви ги кажам аргументите зошто, еве, јас сметам дека вашата главна грижа не е оддалечувањето на казината и облажувалниците на 500 метра, туку нешто сосема друго, а тоа е членот 7, ставот 3. Еве зошто. За публиката да знае, до 2022 година, кога се носи владината одлука за основање ново трговско друштво за приредување на електронски игри на среќа, во држава постои државната лотарија и постои државната видео лотарија, во која што државната лотарија е 51% собственик и во кое што има друг приватен партнер. И сето тоа е направено врз основа на се уште актуелниот закон за игри на среќа, конкретно на ставот што го споменувам во членот 7. Сега,
Дали од чиста мира пратеничката на ДУИ Рина Ајдари во април 2022 во собранието бара автентично толкување токму на оваа одредба на членот 7 став 3 и при тоа вели вака. Имајќи предвид содржината на одредбата од ставот 3 наведениот член, се мисли на членот 7, не е јасно дали таа значи дека државна лотарија може да формира и повеќе трговски друштва. Во пракса се поставува дилемата дали во услови кога веќе е основано едно трговско друштво за приредување електронски игри на среќа согласно член 7 став 3, може преку заедничко вложување да се основаат и други трговски друштва за приредување електронски игри на среќа покрај постојни. Значи, пратеничката на ДУИ, Рина Ајдари, во април 2022 иницира барање за автентично толкување на законот за игри на среќа, претпоставам не од чиста мира, период кој што коинцидира со владината одлука за тоа да се одобри формирање на уште едно трговско друштво, тоа сега се вика нова државна видео лотарија, а пред неколку месеца владата дозволи формирање на уште 3 нови трговски друштва. Значи, дополнително на постојните 2 до 2022, во последната година и пол или помалку се формирани нови 4. Знаејќи колку пари се во игра. Нови 4? Нови 4. Кои 4? Зборувате за 3 онлайн и една видео лотарија? Да. Добро. Да. Сега, зошто ако законот во членот 7 став 3 ви го дозволувало тоа да ги формирате тие нови 4, пратеничката Рина Ајдари би барала автентично толкување баш на линијата на која што го поставува моето прашање. Значи, Министерството за финансии поднесе предлог закон до владата, кој што владата го усвои и по редовна постапка го достави до собранието. Тоа е 2021 година. Да, и се блокираше од страна на ВМРО ДПМН во Комисијата за финансирање и буџет за, ако не се лажам, неполни 2 години, при што мораше да се повлече законот и да се поднесе со европско знаменце и со скратена постапка, да се избегнат тие блокади од страна на ВМРО ДПМН за мотиви за кои што на сите им е јасно во јавноста, еве и вие ги кажавте самите. VLT тој е основано во 2013 година со ексклузивен монопол даден за следните 15 години за организирање на игри на среќа, кој што потоа беше продолжен и не беше забележан од никого. Едно е прашањето на монополот. Јасно, ќе дојдам и до кај вашето прашање. Значи, откако ВМРО ДПМН го блокираше законот, пратеничката на Демократската унија за интеграција има поднесено барање за автентично толкување за да добие мислење од Министерството за финансии, пошто таква е процедурата. Собранието се обраќа до владата, до ресорниот министер доставува мислење по однос на тоа прашање, се усвојува владата и оди во собранието, каде што Министерството за финансии ги објаснува сите мотиви во однос на тој член кој што вие го споменувате. Сега дозволете само тука, бидејќи го ставате во уста Министерството за финансии, во мислењето на владата, на кое што сте вие подпишани, во врска со барањето на Рина Ајдари за автентично толкување, Министерството за финансии нигде не се спомнува. Тоа е став на владата. И тоа е позитивно во однос на прашањето што го поставува Рина Ајдари, владата со ваш подпис и вели да сега, може... Ваш подпис, знаете како, ги ставате во контекст овие работи. Мој подпис стои затоа што јас сум ја водел владата. Така? Не, ставате во контекст тоа, таму имало сигурно 150 одлуки на влада на таа седница. Или 120, 130, 180, зависност. И сега точно на таа, каде што јас сум се погодил, а јас сум водел можеби половина од седниците на владата. Ќе стигнеме понатаму, кога ќе ги видиме составот на управните, на надзорните одбори, на новоформираните трговски друштва, ќе видиме зошто мислам дека е битно да кажеме дека сте подпишани вие на мислењето. Ама знам, затоа што ова тема не ја измислувате вие прв пат. Сум били на други интервјуа каде што е говорено за ова овој член и за овој став не ве прашал никој. Да, за ова сме разговарале со многу новинари на многу медиуми. Така? Добро. И тоа беше ради блокадата од страна на ВМРО ДПМН, потоа испадна дека е безпотребно затоа што се усвои повторно со европско знаменце. Формирањето на втора државна видеолотарија, а информацијата ви е погрешна затоа што е формирана и трета државна видеолотарија, која што е самостојна и која што државната лотарија ја организира самата, а не е само таа втора државна видеолотарија,
според нас е со цел да се демонополизира индустријата и да се либерализира со однос на... Но вие велите според нас. Прашањето е дали имате законска основа. Па да. Дали законот во членот 7 став 3 ви го дозволувал тоа? Согласно ставот на Министерство за финансии, согласно ставот на законодавство, согласно ставот на управниот одбор, согласно ставот на надзорниот одбор, согласно одлуката на владата, да. Ама немате автентично толкување донесено од собранието. Ама зошто е Автентичното потребно толкување. автентично толкување? Е па зошто е иницирано? Зошто е Инициирано барано? затоа што го блокираше ставот, затоа што го блокираше законот ВМРО ДПМН. Добро, Да. и не е донесен ни закон, ниту освоено автентично толкување, а вие Согласно влегувате одлуките. во процедура врз основа на членот 7 став 3 да ги формирате тие нови трговски друштва. Ја го знам ставот на ВМРО ДПМН и знам на што вие мислите дека законот се носи за озаконување на тие одлуки кои што биле донесени на влада, што е апсолутно Видете се, неточно. нема да го дискредитирате моето прашање Не. со тоа што велите дека ова е став на ВМРО ДП. И да е Не, став не, на не, ВМРО не ДП. реков. Не, Не. најслободно. Добро, најс- добро. Ја не ми пречи тоа. Да. Работата Не е го што дискредитираме, прашањето тој е, мислам дека е сосема кредибилно и релевантно. Кредибилно и релевантно и ја ви велам дека одлуката е донесена согласно одлуки на управен, надзорен, потврдена од Министерство за финансии, од сектор за Не законодавство, значи од дека е влада. законска, што не значи дека Ама е има други законски институции фундирана. за тоа. Не сум јас повикан за тоа да зборам, ниту сум Господине- ресорен министер. Да, господин Груби, Да. зошто ако е законски оваа одлука и во новата верзија на предлог измените на законот за игри на среќа, кој што отиде со европско знаме во собранието, Останува иста, ако не се лажам, така или? Не, апсолутно не. Ви кажав, не ги знам техниките, не ги знам одредбите од законот. Не сум јас автор на тој закон. Еве ќе ви прочитам. Да. Член 7 став 3. Предлогот за менување вели: електронските интернет игрите на среќа се приредуваат од страна на трговското друштво од ставот 2 на овој член самостојно или со основање на трговски друштва со други приредувачи на овој вид на игри на среќа. Со основање на трговски друштва со други приредувачи на овој вид на игри на среќа. Ова е предлогот вака да гласи ставот 3. Добро. Актуелниот став 3 ја нема оваа одредба. Добро. Така што толкувањето е дека и намерата за измена, и намерата на автентичното толкување било да си обезбедите легална основа Не. за формирање Воопшто новие не. 4 трговски друштва затоа што Воопшто. ја немате Воопшто не легалната точно. основа. Воопшто не е тоа. Тогаш зошто вака треба да се смени овој Па став? прашајте во Министерство за финансии кој има мотивот, не знам. Јас знам дека не е точно тоа што го велите, затоа што знам дека ниту сум мислел, ниту сум размислувал, ниту сум одлучувал така. Воопшто, нула. Утре може ли некој да им ги спори лиценците и формирањето на трговските друштва, новие 4 трговски друштва за кои што зборуваме, а се формирани по 2022 Согласно година? одлуката на владата не може, а знам дека ги спорат и дека има процес, така да ќе ги оставиме судовите да одлучат. Колкава би било штетата за државата? Не знам. Не знам, не е мој ресор. Не е моја работа во владата тоа. Еве уште еден аргумент зошто мислам дека сте поприлично добро информиран и поприлично добро вклучен во сите овие прашања. Во сите 4 трговски друштва кои што се формирани по 2022 година, во надзорните и во управните одбори, значи во управувачките и надзорните тела на тие трговски друштва се луѓе блиски до вас. До Тоа кого? го знаете. Па и до вас лично, а и до ДУИ. Добро. Например, во нова државна видеолотарија, во надзорниот одбор се Перперим Бајрами. Мислам дека веќе не ни треба на јавноста да ја кажуваме. Не кој мора е. да се каже на јавноста кој е, затоа Добро. што јавноста се залажува со Тоа тоа. е кадар на ДУИ. Еве не е ваш соработник, не е ваш Да. шеф на кабинет, но е ник- кадар на ДУИ, значи, така? апсолутна лажна вест е дека Што? некогаш бил шеф на кабинет или дел од кабинетот Добро, мој. ама е кадар на ДУИ. Било тука, било во собрание, да, кадар на ДУИ. Така е. Да. Добро. Но лажна вест е дека ми бил мене шеф на кабинет или дел од кабинетот. Артин Спахиу, Омер Добро. Буњаку. Добро. Ова се тројца од 5 мина членови на надзорниот одбор на нова државна видеолотарија. Што има спорно? Па добро, тоа се луѓе блиски. Ако не до вас, а и до вас, се Омер Буњакови е член сега на кабинетот. Не. Добро. Да. Тројцата се сигурно блиски до ДУИ. И овај го покажува интересот на партијата за формирањето на ова трговско друштво. Омер Буњаку е посебен советник, а во управните одбори, ако не се лажам сега, во државата има 1300 институции или повеќе.
Ама вака може да релативизирате не релативизирам, ќе ви кажам точно. Значи, сите што сум ги предложил јас во владата, за да ги предложи како член на кадровската комисија во владата, биле членови кои што сум ги знаел, кои што сум ги познавал, во кои што имам доверба, со кои што сум се консултирал, нели? Затоа што истото го прави и СДСМ, истото го прави и ВМРО ДПМН, го правело во минатото, истото го прави Алијанса за албанците. Тие ги предложуваат за членови на управни и надзорни луѓето со кои што соработуваат и кои што ги знаат. Во другите три нови трговски друштва. Да. Да, Хавуше, Лесковица и Смели. Да. Актуелна шефица на Да. кабинет. Така. Да. Надија Хоџа. Да. Сопруга на председателот на Разбуди се. Бивши, да. Нијази Мамуди. Тоа се... Нијази не го знам. Добро, овие други ги знаете. Да. Како не? Јас сум ги предложил. Да, Перперим исто така се споменува. Така Да. што во сите овие четири нови Што има спорно? трговски Добро, што е спорно? Па не, Има нешто во- незаконски во ова? покажувам дека ДУИ има интерес во ова, бидејќи вие Ма велите дуи има не интерес знам. во сите изборни надзорни управни одбори. Не Така, само не во знам, овој. не знам колку е честно ова што го Еве во направивте. ЕСМ, со- еве во МЕПСО, Со еве членот во 7 став МИА, 3 не знам. работете да му ја префрлите на Фатмир Бесими, да се правите дека не знаете, а знам дека многу добро ја знаете темата и многу Ама многу констатацијава сте не ви е точна, да се правите дека не знаете. Па така е. Се некоректно е. Така е. Ама вие му, Не е го така. префрлате на Фатмир Бесими, а знаете дека сте многу добро информиран. Да. И многу добро сте свесен за ова што го правите со членот 7 став 3. Апсолутно не. Ја, Васко, ме знаеш добро, не лажам. И не се плашам да се соочам. Чисто било луѓето, кој беше. луѓето еве да имаат представа за какви суми станува збор. Да речеме, Државната видеолотарија за 2022 година има вкупни приходи од околу 81 милион евра и добивка од околу 19 милиони евра. Државната лотарија во 2022 има добивка од 7,5 милиони евра. Значи зборуваме за бизнис во кој што се вртат десетици и Да. стотици милиони евра. И затоа Така што вашата одлука, еве не ваша, на владата, да овозможите формирање на нови трговски друштва во кои што државата, односно државната лотарија има 51%, а 49 имаат приватни партнери, е очигледно овозможување на тие приватни партнери да заработат сериозна сума на пари. и државата да заработи сериозна сума на пари, а претходно заработуваше само државната видеолотарија со монополот даден во 2013 година за 15 години. Сега имате 4 други Зошто друштва, прво не го плюс сменивте и пето. законот? Зошто не овозможивте прво законска Затоа што основа не за е да го потребен. правите тоа? Значи, измените во законот, во тоа што јас инсистирам во тој закон, е само дистанцата. А Фатмир Зошто Рина Айдари, ни зошто за ова зголеми, бара затоа што автентично го толкување? затоа што го блокираше собранието и комисијата за финансирање и буџет усвојувањето на тој закон. Добро. Значи, Ама не го доби Рина Айдари Интересот на ДУИ. автентичното толкување во собрание. зашто Не го доби. блокира? Затоа што Добро. го блокира и тоа. Значи немате ни интересот на автентично, господине Груби, немате ни автентично толкување, ниту Предизвикајте закон. ме, господине Попетревски. Предизвикајте ме во собрание. Поднесете предлог за целосно затварање на казината и обложувалниците. Јас ќе бидам првиот што ќе го поддржи тоа. Целосно, во целата држава. Отворивме борба за ова прашање и гледам дека политичките партии, лидерите на политичките партии, посебно кај македонската заедница, а и некои кај албанската опозиција, повеќе реагираат за овој закон, бранејќи го тој монопол криминален воспоставен, отколку за уставните измени и Дали е вметнувањето на бугарите во принципиелното уставот. дали е Ова принципиелно прашањето? Кој е? Една е темата за монополот во рете. За тоа може да се дебатира. Но не можете незаконски да влегувате во Ама тоа, формирање вие на го 4. велите незаконски. Ама Нас зошто? во влада Пак ќе ве прашам, ако немало потреба, Рина Айдари немала да бара автентично толкување. ради блокирањето од страна на Комисијата за финансирање и Добро, буџет. и не е донесен законот, не е донесен, ниту е усвоено автентичното толкување, а вие влегувате во Законот е формула... донесен, него потпиша указот председателот Пендаровски. Па, исто е како да не е донесен.
Да, но сега ќе се гласа повторно. Добро, ќе видиме, ајде, како ќе се развиваат работите. Ќе имате ли 61 во собрание сега за на повторното гласање да се усвојат овие Јас измени? сум убеден, гледајќи атмосферата во собранието, дека има пратеници кои што сакаат, умеат, знаат и ќе се одважат да гласат за дислокација на казината и обложувалниците. Ви кажав, мој личен став, а и став на ДУИ е да се тргнат целосно казината и обложувалниците. Мора ова да се разјасни, се надевам. Да. Колку сте искрен во тоа е прашање. Па пробајте ме. Пробајте ме, што да ви кажам? Пробајте ме. Ние сме тие што ја водиме оваа битка 3 години во собранието. 3 години во собранието. Ги повикавме сите институции. Еве, влезе финансиска полиција, еве ДКСК, имаше постапки, обвинителство има постапки, има процедура пред суд. Така? За сите овие прашања кои што вие ги споменувате. Но јасно ми е дека треба да се изгради било која фама во јавноста околу овие прашања. Не, така само прво институциите, 3,5 не, институциите се прво партиски заробени. Тоа на сите ни е Па, јасно. тогаш и медиумите се партиски заробени. Кои Чим се медиуми? институциите? Кои медиуми? Па и медиумите се институции. Добро, Така? Еве, гледаме бојкот. главно се комерцијални медиуми. Гледате дека има бојкот од терестријалните телевизии кон Демократската унија за интеграција, тоа е кажем јавно. Пак правите дефокус, институциите се партиски заробени, факт е тоа и не може да очекуваме од нив дека ќе реагираат соодветно, иако вие таму го барате алибито. А зошто вие мора да бидете меродавниот кој што вели што е факт и што не е факт? Кога велите, ја кога зборувам гласачите на ДУИ, вие велите како може да вие да зборите во име на сите во ДУИ. А вие може да зборите во име на сите институции, во име на сите граѓани, Откако така? го избравте, сте го видели Исмаил Абази Како? да направи нешто, откако го избравте. Исмаил Абази сте видели дека нешто направил? Па не, јас следам неговата работа. Прашајте во Советот на јавни обвинители, прашајте во обвинителство. Зошто само го споменуваат Исмаил Абази? Ајде да ги прашаме другите. Затоа што е Јавен екlatantен обвинител за пример. Скопје, нели, републички јавен обвинител, било кој. Па еве сите излегуваат со некакви истраги и обвиненија од таму, Кој? од Оја Скопје работи. Па да, еве сега отвори истрага за онкологија. Да. Да. И што е многу интересно, онкологија, каде што сите бевме згрозени, и вие, и ние, и сите граѓани, каде што се работи, нели, за живот на граѓаните, нема ниту еден ден притвор. Ниту еден ден притвор нема. Каде цела таа кампања во јавноста, нели, да се впери прст, зошто нема ниту еден ден притвор за луѓе кои што убивале луѓе свесно? Добро, нема крај муабетот. Не истече Нема. времето. Да, благодарам. Благодарам и јас. До крајот на емисијата одгледајте ја новата саботажа. Даден е знак за старт на периодот во кој ќе се одвива лицитацијата за да се стигне до посакуваните 10.000. Во исто време, за до неодамна познатата Facebook председателка. Дел од медиумите распишуваат лотарија со која може да се дојде до вреден подарок. Пишете во коментар ваш став дека Ванковска нема да собере потписи, доколку се исполни тоа, на среќниот добитник од сите што ќе опише тој коментар, треба да коментирате Ванковска нема да собере потписи, доколку се исполни тоа, имаме една наградна игра, поклонуваме телевизија. Додека процедурата е во тек, професорката со амбиција одлево да ја преземе Вила Водно изгледа не ја фаќа почетничка трема, па низ полемика околу лидерот на опозицијата, отворено интимизира, карактеризира и индискретно открива детали од неформалната комуникација. Знаете дека никогаш не застана, како сега ќе употребам еден збор што ќе ми го замерат, како маж, Да, кој ќе има средба со историјата. Средба со историјата имаше и екс-министерот за внатрешни, иако веројатно тој не сака приказната е завршена од во време кога се е достапно на еден клик. Аргументот дека хардверот, а не софтверот е виновен, едноставно не поминува. секогаш се создава гужва, секогаш се создават
или се чека до последниот ден за да можеме да ги промениме документите и така натаму. И тоа е нешто што се случува и во овој момент. Во овој момент е така, кој знае како ќе биде понатаму, бидејќи наместо помална и поефикасна администрација, на врата постојано тропаат нови и нови партиски војници. Поборувачката изгледа е сериозна, штом во понудата се вметнуваат уште 3 ресори. Спортот како еден главен амбасадор на еден народ, на една нација, на една држава треба да добие своје министерство, односно Министерство за спорт. Едно ново Министерство за енергетика, минерални суровини и рударство е потребно. Планираме јасно Министерство за дигитализација. Сепак најдобро име оние што се чекалици, ама секогаш подготвени да бидат ставени во кадровски погон. Просто е неверојатно колку лесно оди таа трансформација од табор во табор, од позиција на позиција. Значи бев член на ВМРО ДПМН до 2007-2008 година, потоа бев член и на СДСМ, бев председател на Комисија за енергетика на СДСМ, бев председател на Комисија за енергетика и на ВМРО. Се доека им одговараше тоа на едните бев кај едните, потоа ме именува едните, ме прифаќаат другите и слично. И на крајот, кога изборот баш и некому очигледно не му одговара. 10 поени за осмица. 10 поени за убавицата со број 8 и 12. За број 1. Македонија нема да бира миса и онака никој никогаш на неа не и давал поени за убавина. Можеби нема идеални пропорции, ама за чудо, секој и секогаш се грабал за неа.